Разликата помеѓу оваа влада и претходните влади е што ние не сме подготвени за попусливост по прашања поврзани со идентитет, историја, јазик и култура. И затоа ние често зборуваме за тоа дека има разговори. Ние не смееме да ги споделуваме деталите од тие разговори, бидејќи ако почнеме со јавноста да ги споделуваме, тогаш ги осудуваме на неуспех. Но граѓаните треба да бидат спокојни дека нашата влада јасно знае како го има добиено својот легитимитет, јасно го следи ставот на граѓаните по однос на ова прашање и има јасно нацртани црвени линии и позиции и прашања за кои што не е подготвена да преговара. Така да работиме на решение, но ќе повторам, не решение по секоја цена и не решение кој што само по себе нема да биде одржливо и кој што ќе создава ризици да повторно бидеме во оваа ситуација во која што се наоѓаме сега. Скоро точно 5 години, на 29 јули 2021 година, ние во Собранието постигнавме политички консензус со резолуција поврзана со државните позиции поврзани со националниот интерес. Тука мислевме на идентитетски, историски и други прашања. Ако се сеќавате, скоро со консензус ја изгласавме таа резолуција. Но тогашната влада на ДОИ на СДСМ во рок од неколку месеци потоа го погази тој консензус. Иначе ако ме прашувате дали ни е потребен консензус, без никаква дилема. Од наша страна, нашата председателка ја иницираше средбата која што се случи пред извесен период со председателката на Бугарија, госпожа Јотова, и во иднина ќе продолжиме да иницираме средби, пред се насочени кон отварање на теми од билатерална природа. Имаме ние и прашања кои што треба да ги решаваме текопно, кои што не се единствено поврзани со деблокирање на нашиот евроинтеграцијски процес. Во следните неколку месеци ќе постојат и повеќе можности ние да се сретнеме на различни мултилатерални формати, така да без никаква дилема ние ќе бидеме проактивни, ние ќе работиме да се најде решение заедно со нашите европски партнери, но ќе повторам, не решение по секоја цена.